Добар ден! Добре дојдовте во училница. Моето име е Лидија Вилковска, јас сум оделенски наставник од Општинското основно училиште Дане Крапчев од Скопје. Овој видео час е наменет за ученици од трето оделение по предметот Општество. Наставната содржина која денес ќе обработуваме се вика Јас и ти, ние и вие, односно денес ќе зборуваме за другарство, соработка и почитување. Кои се целите кои треба да ги постигнеме на овој час? Тие се да се развива соработка, почитување и доверба кон другите и да спознавате дека луѓето кои живеат и работат заедно стапуваат во одредени меѓусебни односи. Да започнеме. На почетокот на часот, јас, иако не можам да ги слушнам вашите одговори, би ве запрашала. Дали имате другарчиња? Како се вика вашето најдобро другарче? Верувам дека сите вие имате другарчиња. Може би со некои другарчиња се дружите уште од времето кога учевте заедно во градинка. Може би имате најдобро другарче од вашето оделение или пак од соседството во кое што живеете. Сите вие исто така имате и своји братчиња, сестричиња, па се разбира дека тие освен што ни се братчиња и сестричиња се и нашите најдобри другарчиња. И јас имам своја најдобра другарка. Нејзиното име е Јана и обожавам да го поминувам своето слободно време со неа. Би сакала да ви дадам една задача, а таа е да го паузирате видеото и во тетрадката по општество да го нацртате вашето другарче. Убаво нацртајте го, убаво обојте го, а потоа повторно ќе се вратите на часот по општество. Ако во моментот ме гледате, тоа значи дека вие сте извршиле задачата која ви ја дадов. Пред вас сигурно го имате цртежот кој што го направите, па јас би ве замолила убаво да го погледнете другарчето што сте го нацртале и да размислите. Дали вие, односно дали ти детенце и твоето другарче кое што го нацрта, се разликувате меѓу себе. Веднаш верувам дека ќе воочите, да, дека се разликувате. Вие може би си нацртавте другарче од истиот пол, но може би и од различен пол, бидејќи не се дружат само машки со машки и женски со женски, туку и машки и женски се дружат, нели? Се разликувате со вашето другарче сигурно и по изгледот. Сите се разликуваме по физичкиот изглед, по нашата тежина, висина, по бојата на очите, по нашата коса, различна ни е бојата, некој има подолга, некој има пократка коса и така натаму. Различно се облекуваме, некој од нас може би носи очила, а се разликуваме и по етничката и верската припадност. Сите овие разлики меѓу нас не не спречуваат да имаме другари и да се дружиме. Ајде да видиме што значи поимот другарство, односно што е другарството. Тоа ќе го направиме на тој начин што заеднички ќе разгледаме неколку слики кои што следуваат. На првата слика гледаме две дечиња. Како што можете да забележите, едното детенце има повредени нозе и има потреба од помош за да може полесно да се движи. Нормално покрај него е неговото другарче, кое што со едната рака го држи него под рака и му помага полесно да се движи и да дојде во училиште. Сите вие треба да постапувате на истиот начин. Доколку некогаш некој ваше другарче може би ќе има некаква повреда, вие треба да сте покрај него и да му помагате, затоа што деца другарство е кога помагате. На следната слика гледаме две дечиња кои што се седнати под едно дрвце и нешто тајно разговараат. Што мислите дека прават? Јас знам, си ги кажуваат своите тајни. Имате ли вие тајни? Верувам дека имате и нели најубаво се чувствувате кога својата тајна ќе ја споделите со вашето другарче.
Зошто ги споделуваме тајните со нашите другарчиња? Бидејќи во нив имаме доверба, знаеме дека тајната ни е сигурна кај нив и дека нема да ја кажат на никој друг. Затоа треба да си ги споделуваме тајните, бидејќи другарство е кога си ги кажуваме тајните. На следната слика или третата слика, едно детенце гледаме како си седнало на подот со наведната глава. Положбата на неговото тело ни кажува дека детето е тажно. Затоа покрај него стои неговото другарче кој што е исто така загрижено и се прашува што му е на неговото другарче. Сите вие, ако забележите дека некој ваше другарче е тажно, треба да го прашате што му е, бидејќи кога ние сме тажни, сигурно има некоја лоша причина за тоа и треба да се обидете да му помогнете на другарчето, да го насмеете, да го расположите, бидејќи другарство е да бидеш покрај другарот кога е тажен. На следната слика гледаме детска игра во која едно девојче паднало на земјата. Затоа веднаш дошле другарчињата, едното другарче и подава рака и за да таа стане и да се врати во играта, при тоа нормално дека ќе види дали е таа повредена, дали и треба некаква можеби помош и така натаму. Кога сите вие ќе забележите дека некој ваш другар или другарка е во неволја, веднаш треба да реагирате, бидејќи другарството најмногу се познава токму кога е некој во неволја, односно другарство е да му помогнеш на другарот кога е во неволја. На следната слика гледаме слика од еден од омилените денови на децата во годината. Верувам дека на сите вас најомилен ден во годината ви е вашиот роден ден. На сите нас кога ни е роден ден си правиме роденденска забава и ги каниме своите другарчиња, бидејќи забавата не може да биде забава ако самите си ја правиме. Така и вие, верувам дека кога ви е роден ден, си ги поканувате вашите другарчиња, заедно ги дувате свеќичките на тортата и се забавувате. Сето тоа е така, бидејќи другарство е кога заедно ги прославуваме родендените. Ова е последната слика која што ни го покажува другарството. Што гледаме на неа? Две дечиња кои што силно се гушнале и гледаме насмевки на нивните лица. Тоа е така затоа што овие дечиња се другарчиња, а другарите деца се сакаат меѓу себе, односно другарство е да си го сакаш својот другар. После неколкуте слики, ајде да донесеме заеднички заклучок за тоа што е тоа другарство. Како што видовме, другарството е дружење помеѓу луѓето. И децата се дружат, но и возрастните се дружат. Добрите другари се сакаат, си помагаат, чуваат тајни, се почитуваат, се наоѓаат едни на други, и во добро и во лошо. Многу другарства деца траат цел живот, односно уште од детството. Ако ги прашате вашите родители или возрастните кои што се наоѓаат околу вас, сигурно и тие ќе ви кажат дека имаат по некој другар со кој што и ден денес се дружат, а своето другарство го започнале уште кога биле во градинка или пак кога оделе заедно во училиште. Ако имаш двајца другари, богат си. Ако имаш многу другари, цел свет е твој. Затоа, деца, чувајте го другарството. На овој денешен час, освен за зборот другарство, треба да поразговараме и за зборот соработка, односно да разјасниме што значи поимот соработка. Јас ќе се обидам да го направам тоа повторно, така што заеднички ќе разгледаме неколку слики. На првата слика гледаме две дечиња кои што заеднички ги собираат играчките и ги ставаат во една кутија. Во вашата училница вие сигурно имате играчки, имате канчиња со боички, фломастерчиња, разен училишен прибор кој што го користите во текот на часовите. Кога ќе завршат часовите, сите вие заеднички треба да помогнете да се среди училницата. Тоа не може да го направи само едно другарче или само дежурниот ученик, туку вие сите заеднички
треба да помогнете да се среди училницата. Исто и дома, кога ќе ви дојдат гости, вие рестурате играчки, си играте, што е нормално, но откако ќе си отидат гостите, вие треба да си ја средите својата соба, да ги наместите работите, играчките на своето место, а во тоа ќе бидете подобри доколку си помогнете со своето братче, сестриче и им помагате на вашите родители. Сето тоа се нарекува соработка. Во овој пример гледаме дека соработка е кога заедно ги собираме играчките. На следната слика гледаме дечиња кои што уредуваат двор. Едното детенце мете со метла или со грибло ги собира ливчињата, а на другото детенце носи некаква врекичка. Сите ние во нашите училишта имаме еколошки денови во кои што сите ученици од училиштето сме вклучени со цел да го разубавиме нашиот училишен двор, но истовремено и да го исчистиме, да го средиме, да внимаваме на хигиената. Сето тоа го правиме заеднички, а при тоа соработуваме помеѓу себе со цел работата да оди полесно и побрзо. Значи соработка е кога заедно го чистиме дворот. На следната трета слика, две дечиња решаваат некои задачи во еден учебник, размислуваат, заеднички споделуваат одговори. Вашата наставничка или вашиот наставник секој ден сигурно ви задаваат домашна задача. Некој од нас знае подобро математика, друг знае подобро да чита, некој трет го разбира англискиот јазик, а некој убаво црта или пее. Кога ќе добиеме домашна задача по некој предмет, некогаш можеби имаме потешкотија како нештото да го сработиме. Затоа е убаво во тие моменти да се обратиме на наше другарче со кое што полесно ќе ги решиме дадените задачи, ќе сработиме домашната, а другарчето можеби ќе ни помогне да ни се разјаснат нештата. Тоа се нарекува соработка, односно соработка е кога заедно учиме. На оваа слика гледаме дел од час по физичко образование. Гледаме како се изведува одредена физичка вежба. Кога имате час по физичко образование, вие правите разни вежби и некогаш за некоја вежба да ја изведете правилно, ви е потребна помош од другарче. Кога другарче ви помага на ваков начин, тоа се вика соработка, односно соработка е кога заедно вежбаме. На следната слика имаме две дечиња, што прават тие? Тие садат цвеќе. Едното дете го сади цвеќето, а другото дете, односно девојчето, го полева. На ваков начин подобро и успешно ќе го засадат цвеќето. Овие деца си помагаат меѓу себе, а воедно и соработуваат. Соработка е кога заедно садиме цвеќиња. Ајде сега да размислиме и да донесеме заклучок што представува соработката. Низ сликите видовме дека соработка е кога нешто работиме заедно. Соработување значи заедничко да решиме некоја задача, односно да решиме некаков проблем. Ние соработуваме со другарчињата од училиште, со другарчињата од улица, а соработуваме и со нашите родители. Кога соработуваме, секоја работа е лесна. Затоа, деца, треба да соработуваме со секого. На крајот на денешниот час, јас ќе ве запознавам со уште еден поим, а тоа е поимот почитување. Овој поим е многу важен, особено во другарството. Почитување значи да чувствуваме почит кон некого. А што значи некого да го почитуваме? Тоа значи да го слушаме кога тој зборува, да не го навредуваме, да го почитуваме неговото мислење, да го прифатиме иако е различен од тебе, а и да не го избегнуваме и да го сакаме. Јас верувам дека вие ги слушате вашите другарчиња кога зборуваат. Секој кога зборува треба внимателно да го изслушаме и да не го прекинуваме. Верувам дека никого не навредувате и ги прифаќате луѓето и децата и возрастните, иако се различни од вас. Кого го почитувате? Ги почитувате другарите, ги почитувате родителите, наставниците, возрастните. Многу е важно дека треба да се почитувате меѓу себе, без разлика на вашиот физички изглед,
на етничката или пак верската припадност. На крајот на овој час имаме домашна задача. Ве замолувам во вашата тетрадка да напишете што е соработка, а што е другарство, а потоа накратко да објасните како се однесуваат добрите другари. Се надевам дека успеав да ви помогнам да ги разберете поимите другарство, соработка и почитување. Се гледаме во некој следен час од училница. Довидување.